Општина Струмица има сериозен проблем со отпадот. Тоа е пред се должи на тоа што е голема општина, многу поголема од Босилово и Новосело, и од тука е дел од проблемите. Понатаму, втор проблем е што општинската депонија Шапкар е на некој начин и комунална депонија каде што се зема и се депонира и дел од отпадот и од овие две општини, и тие си имаат одредена соработка и искажаа дека и самите им помагаат кога имаат потреба овие две општини. Како и да е, значи таа депонија многу лесно се пали, многу често се пали, и со оглед на тоа што на неа се фрла мешан отпад, неселектиран отпад, тоа е материја полна со пластика, со хартии, со биоразградлив, со биоотпад и биомаса, и тоа многу лесно пламнува. И поради сето тоа, навистина Струмица има сериозен проблем. Интересно е дека општина Струмица има превземено одредени чекори за селекција на отпадот, меѓутоа резултатите се многу мали, и самите се пожалија дека граѓаните не се доволно заинтересирани според нивните резултати што ги имаат они, имено иако имаат склучено договор со еден колективен постапувач, многу е мало количеството на отпад што се собира во тие канти. Од друга страна, веќе половина година имаат многу интересен проект за собирање на отпад во специјални кеси, каде што со специјална апликација телефонска може да се повика предпријатието да го подигне тој отпад. Имаат една смешно мала бројка од 48 лица кои што само се пријавиле. Од сето ова заклучивме дека очигледно дека им треба една здрава информативна кампања за граѓаните, за да знаат каде, како, кој може да им го подигне отпадот, и дополнително кампања информативна како се селектира отпад. Затоа се договоривме по месец и половина, некаде на почетокот во април месец, да одржиме еден граѓански форум во просториите на општината, каде што ќе бидат повикани и граѓани, и во меѓувреме општината и јавното комунално предпријатие да си подготват одредени чекори кои што во насока да бидат спремни за помасовна селекција, затоа што веруваме дека со почеток на кампањата ќе има многу поголем прилив на селектиран отпад, и на тој настан, на тој граѓански форум, граѓаните да се информираат детално што да прават, како да прават во врска со селекцијата на отпадот, а исто така и да се направи, се зборуваше и за тоа дека треба да се направи некоја соработка и со сите општини во регионот, за тоа се заложи и градоначалникот, и поврзано со сите еколошки проблеми, всушност дека треба регионално да се гледаат. И со овие три општини, Струмица, Босилово и Новосело, меѓутоа и Василево е тука како општина, и поврзано со заштита на водите, затоа што тоа е едно подрачје практично каде што и воздухот и водите се флуктуираат на секаде, и сите можат да бидат загрозени во случај на еколошки проблеми.